Наместо да се извини зошто среде Тетово се вееше знамето на голема Албанија, Билал Касами си објави промотивен видеоспот од посетата на Курти. Председателот на новоформираната партија Демократско движење Изет Меджити, кој присуствуваше на преименувањето на улицата во Скопски Чаир и на настанот во Тетово, смета дека си било легално и никој не треба да одговара. Мислам дека поминало времето да албанците се држат под притисок и показни, мислам. И примерот со Демачи е чиста глупост, тој што мисли да казни за Демачи треба да знае дека тој е европска вредност, има награда Сахаров добиена од Европскиот парламент. Но реакциите и осудите не запираат по посета на косовскиот премиер, кој во Македонија дојде за преименување на улица во Чаир и на концерт во Тетово. Конечно се огласи и македонскиот државен врв. Инспекција во Чаир и казни за организаторите на дочекот на Курти, побара председателот Пендаровски. Организаторите на јавните собири во Тетово и во Чаир мора да бидат законски санкционирани за кршењето на законските одредби во однос на употребата на државното знаме и химна и знамињата и символите на заедниците, со целосно игнорирање на символите на државата. Во таа насока ги повикувам надлежните органи во најкус можен рок да ги завршат пропишаните постапки. Пендаровски како председател докажа дека има тотално непознавање од законите, нормите и надлежностите во државата, реагира опозицијската ВМРО ДПМН. Прашуваат каква инспекција бара Пендаровски во општина Чаир кога општината нема никаква надлежност, туку таа надлежност ја има градот, како и централната власт. Лидерот на партијата Мицкоски во меѓувреме објави документи од седници на град Скопје од 2021-та, кога била разгледувана листата со имиња на улици. Владата на ДУИ и СДСМ на 2 седници ја разгледува листата за имиња на улици и плоштади, доставена од град Скопје под водство на СДСМ. На 50-та седница одржана на 2.3.2021 година дава согласност. Точка 9 од записникот. Интересно, Димитар Ковачевски присутен на таа седница, како заменик министер за финансии. Фатмир Бесиме е одсутен, значи дека Ковачевски гласал. На 51-та седница, одржана на 9.3.2021, дава целосна согласност на листата од град Скопје, точка 105 од записникот. Шупливи ви се тезите. Претходно и од кабинетот на Ковачевски се јавија со став. Кабинетот на премиерот смета дека истакнувањето знамиња кои не се државни е спротивно на протоколите и законите за организирање настани во присуство на државници од странски земји. Воедно, видот на иконографија забележан на настанот во присуство на висок представник на странска држава е несоодветно и недозволиво во земја членка на Обединетите нации и земја членка на НАТО. И во таа насока ве информираме дека СВР Тетово презема мерки за идентификување на сторителите и целосно расчистување на случајот. Реакција стигна и од соседна Србија. Она што се случи во Македонија е скандал над скандалите. Таму беше промовирана идејата за голема Албанија. Беа истакнати нејзините символи, а Курти беше представен како премиер на сите албанци и премиер на Тетово. По 2 дена, откако Курти во Македонија од опозицијскиот албански блок беше дочекан како звезда, а воедно со албанска химна, знаме на голема Албанија и говори само на албански јазик, властите се разбудија, а надлежните се уште не реагираат. Единствено тетовска полиција најави дека ќе го бара вејачот на знамето.